Ико сме веќе на тема среќа, за тие што не ме пратите по социјални мрежи, ме пратите тука, време и тука да објавиме една среќна вест, можда и најсреќната во животот. А тоа е веста дека чекаме принова. Да знаете колку време сакам да зборам на темата. Арнома дома ми рекоа рано е не брзе и реков да не јам метлата по вратот, ќе си почутам. Арнома конечно успеав да убедам жената да маниме некој сличе да клајмем сам, нема смисла. И после ќе излези од нигде никаде. Како впрочем и за просвањето што излезе од нигде никаде. Ша, мислам добро и во тоа си има убајна, не можам да речем. Арно некојаш убаво е човек да ги најави работи, како на пример најавна шпица што клавам јас. Така шпицата ќе најави емисијата понатаму. И дури ја збораме шпицата дај да пуштиме да не заборавиме, па да си го правиме раат муавето после. Божи, ајде ба те пуште. И пред да продолжиме одма да ви одговорам на прашањето. Не, немаме смислено име уште. Знам дека сите ги интересира. Не знам уствари зошто луѓето ги интересира, ама стално сите се ги интересира за сите други. Море Потро ќе се роди, ќе го крстиме некако. Како што ќе го крстиме, така ќе биде. Првото прашање како ќе се вика. Бебе, ќе се вика бебе, дурне му дај име, шо има вези. Какви сте? Друга работа, Пол, Макартнивате. Јас не знам шо е то толку заинтересираност, полот на бебето, името на бебето. Боја на очи на коса не сака да ви кажам уште не виден. Пуста радозналост, еј. Море Потро, што ќе ти смени тебе овеко шополе бебе. Нити па мене ќе ми смени нешто. Дете ќе ти биде, дали машко, дали женско, најмногу ќе сакаш на цел свет. Никогаш не сум го разбрал тој порив некаков примален однатре. Шо е бебето? Шо е? Бебе! Бебето е бебе. И ако случајно одговориш машко. Дебевате, ја турна куќата. Шо ако е женско нема така да изреагираш? Помалце ќе сакаш? Не. Ама тоа е тоа останато од некојаш понашање. И ќе речев балканско за малце, ама познавајќи баги луѓе по светот, можам слободно да речам дека барем на оваа тема има и полошо од кајна. И тоа има полошо. Она му накај далечниот исток. Толку е полошо што има држави во кои му е забрането на докторите да ти го кажат пол. Пошто дотаму одат луѓето за тоа пусто машко, што ако му кажеш шо е со време, или ќе биде машко или нема ни да биде. Дотаму е работата во некој земји. Така што ќутете има и полоши од кај нас за некој работа. Како и да е, то не спречва вака како народ да поставуваме глупи прашања во вакви ситуации. И нели нормално глупи коментари. Што исто така би дава мене слобода малце да си поиграм со одговорите на тие прашања. Леле, трудна си, шубо, како бидна така ве човек? А сакаш демонстрација или доказ не знам. Како дозна? Аби дојде едно врапче и му шепна. Трудна си. И тами вели мене трудна сум, јас му велам шо збораш бе? Кој ти кажа? Врапчето. Викни малце врапчето, видиме јас шо е та работа. Шо ке биди? Ами чим врапчето му кажа, веројатно врапче, не знам. И ајде до негде има некој што се праша, е нормално дека ќе прашаш некој работа. Не мора сите, ама нешто ќе прашаш, ајде нормално. Арно после влегват полека, по хардкор прашања. Кај ќе се пораѓаш? Ами в село ќе однесам онам в планина негде и ќе викниме некоја бабица преку 7 планини, 7 мориња на магаре ќе ја пушта и така ќе си направиме една селска идила. Гинеколог кој ти е? Мажот му. Колку кила е малото? Да ти кажам право, неам прашан. Во оваа куќа ние за килажа не прашваме многу. Ако сакаш да му севам да го прашам. Јај овие не се ни толку тврдокорни прашања. Поќе се отпуста радозналост. Ти се ги интересира луѓето, ова дали направи, она дали направи. Тест ваков, онаков. Знаеш како луѓе што исто чекат сега или допрва ќе чекат и да те праша како било, ајде, знаеш, ќе си размениш нормално, сака да знае. И треба да се распрашаш да те интересираат одредени работи, ама не бе брат. Најмногу ги интересира овие старите за да има што да кажуват по луѓе. За кои се сретни со рандом луѓе кои му речеат видов твоите и одма да почни тука се збора нешто. Купатени се во процес. А бога ми многу луѓе не само што прашват, туку и кажуват глупост. Значи кој земат кој ќе ти знакажат 200.000 работи што на некој некаде некојаш му се случили или не му се случиле, на почеток ќе си речи шо сторе ова кузна и шо тежина е во праша. Дури страв да те фати. И не е дека не може да ти се случат милион работи, ама веројатноста е поголема дека нема да ти се случи. Значи со муабето само шириш паника, страв, во мисла ги клаваш луѓето што не е пожелно во тој период, ама добро. На крајот на денот знаеш како? Кој те праша? Ти е битно да си кажат пошто знаат ти. Па за ти ако се паничиш или нешто, тоа е твоја работа, ти шо има врска ти. И шо уште појако исто така изгорени се луѓето и да си кажуват мислење кај што не е побарано да се мешат во одлуките да не рече. Ќе те прашат пример што ќе правите за ова. Вака ќе правим. Како не така? Глупост. Ние на времето ништото немаш. И тоа ме најак муаве. Ди се ако немаше на времето ништото и е
треба исто така да прескокниме се што ни дала технологијата денешно време и како на времето да правиме. Тие најаки муабети ми се од на времето за било која тема. Ние на времето немаше ова, ние вака правевме. Добро. И за одредени работи тоа е валидно, ама не значи дека е валидно во сите случаи. Тоа што на времето немало модерни апарати или на болница оделе еднаш два пати во цела бременост или пиеле не пиеле работи, тоа што има врска со денешница. Секој треба да си направи така како што му е убаво, како што мисли дека треба да направи. Како што впрочем сте правеле сите повозрасните. А во случај да не сте правеле, тоаш па ич не можам да сватам, пошто ако тебе ти висел некој нагл, ти го мразиш што никој си го некел или си го некела и така натаму и цел век го збораш дека не чини, оти сега го прави. Мислам пример вели. Разбирам дека сите се грижат, сите сакат најубаво и сето тоа, ама дозволи му на луѓето да уживат во процес. Ко на пример ние што уживаме во процес. Фала Богу, шубо си оди работата, мас. Оти кој што реков претходно имаше еден тон луѓе што кажуваја вака ќе биде така, мене ми беше вака, мене ми беше вака. Фала Богу, мака не видовме ич, ни Милена, Бога ми нити јас. Оти нормално кога има мака едно и другиот ќе. Макар што ми велеше Милена претходно, ми велеше леле кога ќе затруднам што ќе ти прам, ќе те пуштам да ми земаш ова, да ми земаш во едно време благо, сакам ова, сакам она, ама изгледа има забораено пошто ние еднаш ме нема пуштен. Ептен ако треба нешто за дома, успат да се јави да рече кој се враќаш земи, ама фала Богу од се што си наслушавме и од сите можни приказни, нашата засега топ си врви. И пошто мислам дека официјално денес влегваме во 9-ти месец, кај и да е во следните месец дена има да се слави. Возбудата расти вака однатре, убајн. Ја ти кажам право два и чека. Иако 90% луѓето сега ќе видиш. И што ќе видиш сега? Нема поке спиење. Тие се тие глупите коментари што спомнам. Немало спиење. Прво и основно, јас секако не спијам море. Ама не е исто, добро разбрав. Не е исто. И општо во живото не е исто, пошто има луѓе што се изгорени, живеат за да спијат во веко и вечно се не наспани. Има луѓе ко мене што спијат колку да помини спиењето и после тоа да можат да уживат во живот. И ако треба цел век нема да спијам и не се бунам. Оти то беблачето што ќе дојди не барало самото да дојди тука, па сега јас треба да трпам. Ние сме сакале да го дојсиме на свет. Што значи чим ние сме сакале, ако треба не јадам, не пијам и не спијам и ги му посветам цело внимание што можам да му посветам на светот, па што сака нека. И стварно не можам да разберам луѓе што се жалат јавно, човече, не спан вака така, децата море доста. Не е интерес. Уживај во живот. Сите што имат деца минале низ некаков таков период. Некој цел век врва. Значи олабај си ја душата во ред. И исто еден од коментарите што најчесто се користате, сега ќе видиш како. И то не во смисла убајната овона, туку грижата. Сега ќе видиш како е да се секире. На то се што можам да речеме, дај Боже бе брат. Тоа е поентата на животот. Да сакаш луѓе да се секираш за саканите. Ама добро. Јас по природа сум таков човек, сакам позитивно да ги гледам работите. И не може ништо вакво да ми биде обврз. Дека ќе ја смени динамиката во животот, сигурно ќе ја смени, ама нека смени бе брат. Јас разбирам дека на 90% луѓето не му се излегва од таа комфорт зоната нивна, ама на крајот на денот кој те праша така? Бепчето ќе си дојде и ти ќе си се прилагоди. И за дали ќе уживаш во прилагодувањето или ќе се жалиш од прилагодувањето, тоа е до тебе. И мислам дека доста е за денес, а бога ми допрва ќе се прави муавет на тема. И како ќе врви времето и кога ќе дојде и кога ќе почнам и јас да влегвам во тие татковските води, па тек тогаш ќе имам материјал за зборање. Ама не се полека, чекор по чек. Сега нека си помини секако што треба, нека си дојди здраво, живо, се да си биди таман, па ние тука ќе се гледаме и ќе си правиме муавет. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.